Последни вести денеска, добро вечер. Македонија и македонските граѓани одамна заслужија да бидат дел од европското семејство, порача премиерот Мицкоски од самитот ЕУ Западен Балкан. Тој посочи дека владата ги презема сите реформи за конечно почнување на преговорите и дека неговите очекувања се земјава да биде оценувана според постигнувањата, а билатералните прашања да не бидат пречка на евроинтегративниот пат. На самитот во Брисел, лидерите на земјите членки од Унијата и од државите од Западен Балкан расправаат за меѓусебното стратешко партнерство, постепената интеграција на регионот во ЕУ, планот за раст, како и за надворешните работи, безбедноста и одбраната. Самитот во Брисел ќе остане запаметен и по блокадата од Србија. Председателот Александар Вучич одби да присуствува на состанокот со образложение дека не сака да трпи притисоци. Западен Балкан географски припаѓа на Европа и логично е да заедно се интегрира во рамките на Европската Унија. Ние како држава тоа го заслуживме многу одамна, бидејќи нашиот пат започна уште пред 25 години, но поради, би рекол, вештачки причини, ние се уште не можеме да бидеме дел од европското семејство. Како држава и како влада се обврзуваме да го испорачаме сето она кое што е потребно во овој процес, не поради самиот процес, туку пред се поради македонските граѓани, бидејќи тие тоа го заслужуваат. Така работиме до сега, така ќе продолжиме и понатаму и очекуваме дека билатералните прашања нема да бидат наша пречка, туку напротив, очекуваме нашите соседи поддршка во ова наша амбиција да бидеме дел од Европската Унија и она кое што е најважно, да бидеме оценувани според постигнувањето, а не според билатералните прашања. Собранието ја усвои резолуцијата за осуда на манипулациите на опозицијата и за потврда на политиките против нелегалната миграција, поднесена од ВМРО ДПМН, вреди и знам. Пратеничката група на СДСМ не присуствуваше во собраниската сала. Констатирам дека Собранието ја донесе резолуцијата за осуда на манипулациите на опозицијата и за потврда на политиките против нелегалната миграција. Со 65 гласа за, а 5 гласа против, владеачкото мнозинство го усвои документот за осуда и тврдења дека мигранти во Македонија нема да има, поднесен од ВМРО ДПМН без присуство на опозицијската СДСМ. Владата никогаш не побарала, не договорила и нема да дозволи изградба на мигрантски кампови или трајно сместување на мигранти. А со оваа резолуција се става крај на сите шпекулации, кажа во образложението координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицевски. Во општество како што е нашето, мултиетничко, неодговорното ширење на страв може да има сериозни последици врз стабилноста, толеранцијата и соживотот помеѓу граѓаните. Некој свесно се обидува ова да го наметне во државата, меѓутоа наша одговорност на сите нас, не само на владеачкото мнозинство, и туку и на опозицијата е да ги увериме граѓаните дека овие лажни тврдења и дезинформации се ништо, туку само дневни политички цели на одредени политички субјекти да се вратат во живот. Пратениците од СДСМ кои во знак на протест ја напуштија седницата ја нарекоа ваквата резолуција предавничка и понижувачка. Останатите пратеници од опозицијските партии кои присуствуваа на расправата ја спореа резолуцијата поднесена од страна на пратеници од власта, нарекувајќи ја антидемократска и срамна, поаѓајќи од самиот наслов, велејќи дека резолуцијата со ништо не ја задолжува владата и нејзините институции. По изгласувањето на резолуцијата од СДСМ преку соопштение порача дека денешниот ден ќе остане запаметен како ден на кој што ВМРО ДПМН и знам го завериле предавството на Македонија. Донесената предавничка резолуција на ДПМН и знам во собранието, освен што е предавство на Македонија, е невидена и скандалозна. Власта на Мицкоски ја гуши демократијата, слободата на говорот, мислењето и политичкото дејствување. Ова е притисок, заплашување и обид за замолчување на опозицијата. Кога парламентот носи резолуција против опозицијата, тогаш државата престанува да биде демократска и влегува во авторитаризам.
Ваква срамна резолуција представува сериозна закана за демократијата, грубо непочитување на човековите права и директен удар врз уставниот поредок. Затоа мора да реагира целата меѓународна демократска јавност, сите релевантни светски институции, се навидува во соопштението од СДСМ. Од бегство наместо во ефективен, како што и првично бараше обвинителството, осомничениот во случајот Синџир за финансиски криминал Љупчо Пецов ѓаволот заврши во домашен притвор со 24-часовен надзор. Од кривичниот суд информираа дека Пецов, кој 2 години беше недостапен за органите, вчера доброволно се пријавил, пошто бил спроведен пред судија на претходна поставка. Од ОЈОГОК сега предложиле, а судот прифатил Пецов мерката притвор да издржува во домашни услови, имајќи предвид дека самиот се пријавил, доставил медицинска документација за влошена здравствена состојба, но и поради индиции за ризик по неговата лична безбедност во притворот. Доброволното предавање на Пецов доаѓа неколку дена откако беше уапсен неговиот адвокат и поранешен државен правобранител Фехми Стафа. Тој заврши во притвор како осомничен за примање подкуп за да влијае кај судија во апелацискиот суд, токму за случајот со Пецов. Во собранието ја чекаат одлуката на владата за објавување оглас за избор на нов државен јавен обвинител, откако Коцевски вчера сам си поднесе оставка непосредно пред седницата на која што требаше да биде разрешен. Во меѓувреме Советот на јавните обвинители најави дека утре на седница ќе избира вд државен обвинител на местото на Коцевски, од редот на обвинителите во јавното обвинителство. Михајло Видимлиски. Советот на јавните обвинители утре на седница ќе избере вршител на должност државен јавен обвинител по оставката на Љупчо Коцевски. Председателот на Советот Башким Бесими за Канал 5 потврди дека поради тоа што дописот од собранието го добил попладнево, па јавната седница ќе ја закаже за утре, иако првично се очекуваше да се одржи денеска. Откако собранието вчера ја констатираше оставката на Коцевски, наскоро треба да го распише огласот за избор на нов јавен обвинител, но тоа како што велат оттаму, ќе го сторат откако ќе добијат предлог одлука од владата за објавување на оглас. Законот за јавно обвинителство предвидува дека рокот за поднесување на пријавите изнесува 15 дена по објавувањето на огласот во службен весник. Освен општите услови, кандидатот треба да исполнува и посебни услови предвидени во членот 62 од законот, односно да има непрекинат работен стаж од најмалку 10 години како јавен обвинител или како судија од областа на кривичното право. Од кандидатите кои ги исполнуваат законските услови и добиле позитивно мислење од Советот на јавните обвинители, владата избира еден и ќе го предложи до собранието. Премиерот Мицкоски уште минатата недела најави транспарентен процес за избор на нов државен обвинител. Од владата денеска вела дека се работи за процеси за кои навремено ќе информираат. Ве информираме дека постапките се предвидени во законски одредби и како влада ќе постапуваме во согласност со истите. Велат оттаму, процесот за избор на нов државен обвинител се очекува да заврши за околу 2 месеци, но може и да се искомплицира, доколку Советот на јавните обвинители не даде позитивно мислење за ниту еден кандидат. Во таков случај, како што предвидува Законот за јавно обвинителство, владата нема основ да предложи кандидат, па ќе му предложи на собранието да распише нов јавен оглас. ДСЗИ иницираше формирање стручна комисија која што ќе треба да утврди дали починатото новороденче на ГАК било соодветно лекувано. Инспекцијскиот надзор на ДСЗИ не утврди неправилности при хоспитализацијата на родилката. Повеќе одговори треба да дадат резултатите од обдукцијата на новороденчето, која што се уште е во тек. Поради тешката состојба, пристапено кон кардиопулмонална реанимација, даван адреналин во 3 наврати, но без успех и настанате екзитус леталис во 19 часот на 1.10.2025 година. Директорката, согласно закон, во 2 наврати на 14.10 и на 29 чинам 28.10 е формирана комисија за квалитет и таа комисија, заедно со дисциплинска комисија, треба да утврди недостатоци, дали има недостатоци во тој дел. Дали правилно постапиле од ГАК во тој дел? Во тој дел, да, постапено е правилно.
Тоа беше се во вечерните вести. Пријатно.